Четврток, на 14 јули, по 2-годишна пауза во центарот на Прилеп, по 18 пат ќе започне 4-дневната фестивалска фешта на пивото и скарата Пивофест 2022. Подготовките веќе се при крај. Со оглед на интересот, организаторите очекуваат масовна посетеност, а додека градските власти раздвижување на замрената локална економија, особено на чаршијата. Годинава ќе има над 15 штандови, секој поставен на површина од 100 па до над 300 квадратни метри, на кои освен скарата ќе се служат и над 30 видови домашно и странско пиво. До сега улицава што е ова Булеваров, што е таму до туристичко биро, ми се чини дека е еден штанд до туристичко биро и нагоре до знамето сето е полно. Зад камената бина е полно, камената бина е полна, пред камената бина што има некои шанкови таму лево десно. Има доста штандови што се од компании што се представуваат со своите брендови како презентација на своите брендови си прават на одредени места. Сакаме ова година да биде, значи, во рамките на можностите. Општината му исто финансиска, овие, како се вика, стопанствениците, спонзори и така. Што се однесува до музичкиот дел, годинава ќе настапат дури 27 музички имиња, при што ќе доминира македонската музика. Но тука ќе бидат и XU музичките звезди, Дивје Јагоде, Галија и Харима Тахари. Според организаторите, новина во годинашното издание на фестивалот е што освен вечерните и ноќните, ќе има и дневни музичко-забавни програми. Неофицијално, хонорарите кои годинава ги побарали музичарите за своите настапи се движат од 1000 до 10.000 евра. Се направија надчовечки напори, значи максимум да биде сето скоцкане како што треба со оглед на краткиот временски период. Но значи ова што го направивме во краток временски период во координација значи со градоначалникот, општината и тимовите од општината и градоначалникот, направено е значи да биде топ. Инаку своето прво издание, фестивалот Пивофест го имаше во 2002 година и да не беше двегодишниот прекин заради пандемијата, годинава требаше да го прослави својот 20-ти роден ден. Во сите овие години Пивофест успеа да прерасне во ултрапопуларен бренд со што Прилеп и Македонија се етаблираа високо на балканската туристичка мапа. Годинашното 18-то издание на фестивалот на пивото и скарата ќе заврши на 17 јули. Организатор на фестивалот е Арт 10 продукција во соработка со општина Прилеп.